Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, а со мене во студиото е господја Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување корупција. Добре дојдовте во студиото. Добро утро, добре неделя. Договаравме ова гостување за минатата недела, кога всушност и беше одбележувањето на Меѓународниот ден против корупција, но многу настани имавте предвидено на агендата, затоа го оставивме вака понеделнички да се избрифираме за тоа докаде сме стигнати во борбата против корупцијата. Да, и едно си желе да се направи се што се случило. Очигледно е дека вие работите, можеби сте еден состав на антикорупцијската кој досега има најмногу случаи покренато, гласни сте во јавноста. Она што е најважното прашање тука е колку имаат ефект вашите укажувања. Колку реагираат и надлежните, кон кои укажувате на неправилности, а колку реагираат и органите на прогонот по вашите укажувања. Па сега не можеме да се пофалиме многу дека многу се реагира по нашите препораки. Всушност знаете дека тоа е забелешка и во извештајот на Европската комисија, дека се бара од тамо на нашите препораки проактивно да реагираат и другите институции. Корупцијата е една многу комплексна и сложена болест во општеството, за која што ако нема организирано действување од сите страни, една институција како што е нашата со превентивна улога, не може да се постигнат некои големи ефекти во целина. Над 1000 случаи има. Што е до сега преземено во изминатата година? Значи, ние сега ќе направиме една анализа на препораките дадени и во 2021, па колку се преземени од тие препораки. Од минатата година анализата покажуваше дека дел се преземени 30%, дека дел се неодговорени исто така 30%, а е постапено по 30%, што значи дека тоа е низок процент на постапување, се бара поголема проактивност, пак ќе кажам, од останатите институции. Кажавте дека е сериозна болест корупцијата во општеството, во нашето општество е застапена можеби во сите сфери. Заедно го слушнавме претходниот соговорник на оваа маса која кажа дека истите разговори се водат од 80 и некоја. Истото важи за се останато, па дури и за дупките на улиците. Што ни кажува тоа? Тоа кажува дека корупцијата е состојба на умот. Ние треба и и странците на меѓународни представници во држававе или институции препорачуваат дека ние треба да го смениме менталитетот, значи начинот на однесување, начинот на размислување. Како? Од каде треба да тргне тоа? Од секаде, од сите сфери, значи од деца, од родители, од образовни институции, од градинки, од училишта, од средни училишта, значи секаде во сите сфери треба да се шират, да се јакне системот на вредности, да се пофалува тоа што е добро. Пример, детето треба да се пофали ако добро направило нешто, а не ако се снашло по шорткат некоја работа. Да, но веројатно кога истото тоа ќе се соочи со корумпиран систем и неможност да си ги оствари своите права во едно општество, вика па ако е корупцијата единствен начин? Па тие што имаат лична вредност и интегритет, затоа ја напуштаат државата. Меѓутоа, јас сметам дека тука има капацитет да се избориме со оваа болест, доколку сватиме, значи се зајакне свеста кај граѓаните дека државните институции нив им ги должат тие услуги што треба да им ги завршат. Им ги должат, а не дека треба овие екстра пари. Тоа граѓаните и сега го знаат, но сепак не може да дојдат до услуга од државна институција. Да, меѓутоа треба да знаат дека имаат и уште една алатка, дека секое неисполнување на услугите од страна државен орган, односно злоупотреба на некој државен службеник во исполнување на својата работна обврска, треба да го пријави. И сега кога тој државен службеник ќе знае дека утре ден ќе биде пријавен за неисполнување на неговата работна обврска, ќе се замисли малце дали така ќе постапува. Се во тој контекст тука морам да ве прашам, вчера колешката Мирослава на Слободен печат објави една сторија за девојка во Куманово на која биле побарани пари 3000 денари за услуга да го облечат нејзиниот починат дедо починат од ковид спротивно на сите протоколи, не знаејќи дека е тоа спротивно на протоколите, ги дала парите, а кога се информирала, отишла да се пожали, има негативен одговор од страна на болницата која и вели не сте докажале сродство со умрениот. Значи нема никаква врска одговорот со пријавата за болничарот или вработениот во болницата. Во ситуација кога граѓаните немаат доверба во институциите, каде да
да се обратат. Ова не е информативно прашање, нека се обратат во МВР. Што кога сите врати им ги затворат? Што кога никој не сака да преземе ништо? Значи вака сега, затоа е најважно да се јакне свеста на граѓаните, информираноста. Значи за се што плаќаш во животот треба да знаеш зошто плаќаш. Значи вклучително еве сега и оваа услуга. Дали тоа стои таксативно таму дека треба или тоа се подразбира дека е услуга која што болницата треба да ја заврши. Значи ако таа знаела претходно, односно ако била информирана, затоа велам дека треба луѓето да бидат со зајакната свест и да бидат информирани за сите работи што треба да ги завршат околу себе. Ако била таа информирана на време дека е така и така, а за овој случај она треба да пријави злоупотреба. Сега во тој контекст, бидејќи во минатиот период, еве особено по онаа сообраќајна несреќа. Дали добила фискална сметка за тоа? Секако дека не. Епа, значи зашто не побарала фискална сметка? Прва граѓанска должност е да побара фискална сметка. Откако се случи таа несреќа, имам чувство дека сите повеќе го ставате акцентот на обврската на граѓаните да проверуваат се и се што. Исто имавме, извинете, и соговорници овде кои тврдат дека на граѓаните е обврската да проверат дали фирмата има лиценца или не. Извинете сега, значи ако јас нешто плаќам и не ми дадат фискална сметка, чива е обврската? На институцијата или моја? Значи јас ќе си побарам фискална сметка. За секоја работа што барам услуга, си барам фискална сметка. Број 1 граѓанска должност. Крај. Значи тука е тоа. А сега ако она е измамена, она како ќе докаже дека ги дала парите? Значи за се што правиш треба да размислиш зашто го правиш тоа. Како ќе докаже, ќе речете еве не си ги дала парите. Значи луѓето треба да им се јакне свеста дека оружјето е во нивни раце. Значи треба да бидат свесни за се што даваат, за се што прават, дека им должат, нели, господар на газда на општеството се граѓаните, се избирачите, а извршителите се слугите. Ова испаѓа обратно, дека тие се поголеми газди од оние на кои што треба да им ја завршат услугата. Борбата со корупцијата е тема која што често е отварана од страна на владеачката партија, дури поставија и нова функција, вице-премиер за борба против корупција. Вроди ли со плод оваа нова функција, нова позиција? Видете, нашата институција е независен орган, формиран од страна на Собранието, чија задача е превентивно да делува во насока на предлагање мерки и активности за спречување на корупција во власт, односно во носителите на јавните функции, како и судирни интереси. Сега ние како ваква институција немаме надлежност да оценуваме работата. Ние си поднесуваме отчет за нашата работа во Собранието и тука завршува таа обсервација. Не ве прашав за вашата перцепција, меѓутоа ве прашувам бидејќи има неколку случаи кои наместо да бидат пријавени директно во надлежните институции, како што на пример МВР, финансиска полиција, беа пријавувани кај вице-премиерот за борба против корупцијата. Јас немам информација за случаи што се таму пријавувани, значи тоа што доаѓа кај нас ние тоа го работиме. Градоначалникот на Петровец. Значи не знам да кажам, тоа би требало да го прашате вице-гувернерот. Меѓутоа јас можам да искоментирам какви се генералните состојби. Значи дали високите ризици од корупција постојат или не постојат? Факт е дека висок ризик од корупција е политичко влијание и тој постои. Факт е дека висок ризик од корупција е отсуство на интегритет и тоа постои. Факт е дека неказнивост е висок ризик од корупција и тоа постои. Значи, во тој дел можам да кажам дека немаме некои големи промени. Може да кажеме дека имаме мала промена позитивна во делот на транспарентноста, меѓутоа тоа треба допрва да се разбира и да се сите се со пријавени имотни состојби. Уредно. Кај нас? Да. Па сега кај што не се даваме прекршочни постапки. Од друга страна, овие состојби на кои што сме сведоци, а тоа се состојба на непотизам, кронизам, клиентелизам, политички пазарање и така натаму, упатуваат на потребата дека мора да се промени стилот на размислување и на работење на носителите на јавни функции. Значи, мора да се промени стилот, размислата, свеста, како да кажам. Ова важи за обвинителството и судовите? За сите граѓани воопшто важи, за се и најмногу за оние што се во власта, бидејќи тие се креатори на политика, тие се даваат пример, тие ја даваат основната нота на однесување. Бидејќи има тела, институции, органи, како што сте вие, веќе го споменам, Државниот завод за ревизија, кој после секоја извршена ревизија со цела папка, како што велат самите тие, ја носат во обвинителството, обвинителството не отвара предмети по нивните укажувања
За Значи неправилност. треба обвинителството да го прозвате и да го прашате. Зашто тоа се случува? А вие сега имавте и поточно Уставниот суд имаше една одлука спротивна на вашето мислење за коридорите 8 и 10, односно за автопатите кои треба да се изградат во рамки на тие договори, а се однесуваат на договарање со фирма без тендер. Што ќе преземете вие сега? Значи ние, пак ќе ви повторам, ние сме превентивен орган и доколку почувствуваме, односно оцениме, направиме проценка дека постојат одредени ризици од корупција, должност ни е да постапиме по тоа, односно да преземеме соодветни активности. Ние таква активност преземавме, поднесовме иницијатива до Уставниот суд. Уставниот суд е последен кој што го дава својот збор, значи немаме што повеќе да правиме околу тоа. Очекуваме само да го слушнеме образложението зошто они така постапиле. Толку. Се сретнавте ли со вакви случаи предходно? Ова прашувам бидејќи скоро, тоа скоро е пред 3-4 години, се обидовме да го промениме овој систем дури со нов закон за јавни набавки, бидејќи предходно многу беа чести договорите во 4 очи, на што укажува и невладините. Промени ли ова нешто? Се гледа ли некоја разлика? Го спомнавте пред малку Државниот завод за ревизија, направи одлична ревизија за јавните набавки во време на пандемијата и таму можете слободно да прочитате и да видите колкав процент од набавките се одвива со директно склучување на договори, што значи, не знам колку е сликата променета. Господи Ивановска, морам да ве прашам за случајот со Беса. Преска малку сакав да ве прашам, но избегавме од темата, не конкретно за случајот Беса Транс, туку за целата таа состојба и за целата оваа, веќе ја наречам, какафонија од информации по таа несреќа. Многу работи се случија, сит новинарите бараат можеби неправилности секаде, но она што не го гледаме е некаква разрешница, некаква информација за тоа што точно се случило, кој е крив, дали постои вина, па и прекуграничен криминал. Постојат ли во целиот овој случај, следите што се случува од несреќата наваму, од немањето лиценци, од неможност на дел од инспекторатите да извршат инспекција и во фирмата? На што ви укажува ова? Гледате ли овде можеби еден поголем коруптивен случај, може би и прекуграничен? Не знам дали следевте, ние одржавме јавна дебата по повод ова прашање, односно доделување на лиценци и дозволи во делот на транспортот. Значи, главните заклучоци од таа дебата беа дека постои законска регулатива, значи дизајниран е контролниот систем, меѓутоа не се почитува. И тоа е основно за случување на вакви работи. Значи, кај се луѓето што ја доделиле лиценцата, кај се луѓето што направиле контрола, па вчера на код видовме дека автобусот воопшто не бил нов, туку бил репариран. Значи, тоа се поминало низ некои канали, па дури дека и не знам колку пати поминал автобусот преку граница. Значи, тоа е затајување на контролниот систем. Затајувањето на контролниот систем е поради отсуство на интегритет на луѓето кои што работат таму, а тоа е основен влез во корупцијата, што значи дека ние треба да работиме на зајакнување на интегритетот кај сите службени лица, да честно и поштено да си ја работат својата работа и да не дозволуваат да се случува за ситна пара, за 50 евра, за 100 евра, за колку се фрлаат на тие луѓе таму што замижуваат. За 50 евра 50 луѓе отидоа. Мислам, нема логика бе луѓе. Животот на луѓето и нашето здравје е многу поскапо. Полицајците по пат. Значи, многу нас ни е поскапи животот и здравјето и се. Што прават сега тие луѓе? Нигде ги нема, сенка нема од нив. Мислам, навистина нема логика. Значи ли ова дека ги поддржувате идеите за систем за интегритет на јавната администрација? Апсолутно да, па ние спроведуваме политики за интегритет, вршиме обуки во делот на локалната самоуправа, тоа ние со поддршка на мисијата ОПСЕ во Скопје, и тоа со цел и понатаму да се прошири и на ниво на државна власт. И некаде при крајот сме ни истекува времето и за најновите случувања или обвинувања во јавноста, а тоа се грантовите на Фондот за иновации и технолошки развој. Вие најавивте дека ќе отворите случај против една фирма, односно против фирмата на екс-функционерот Рубин Заревски. Ќе го отворите ли случајот или? Значи вака, во нашиот закон има одредба која што прецизно укажува дека носител на јавна функција, значи кој што бил на функција и кој што е на функција, не сме да добива државна помош и грантови. Значи тоа е многу јасен член,
Така што секој, без разлика чија фирма и како фирма, секој што потпаѓа по тој член има елементи за да биде отворен предмет и да се работи тој предмет. Вчера новинарите објави уште неколку такви кои изминативе неколку години. Новинарите секогаш нас не се добре дојдени во откривање на информации. Ние имаме голем број на случаи отворени по собствена иницијатива токму поради истражување од страна на новинарите. Така што ние сме заедничка сила. Веројатно сте единствената комисија што тоа го прави, бидејќи немаме чувство дека другите институции секој треба преземаат. свој двор да си мете, си има одговорност за работата што си ја носи. Ние максимално се трудиме со оние капацитети што ги имаме да бидеме ефикасни до крај и да си ја завршиме работата професионално. До тука е нашето. Меѓутоа пак ќе кажам, имајќи во предвид за каков феномен се работи, што е корупцијата, не сме доволни само ние, да бидеме реални. Значи треба и другите институции, треба сите граѓани да бидат освестени со отворени очи, што прават, каде одат, што плаќаат, кому се молат за нешто што им следува и така натаму. Значи вашиот совет е никогаш ништо без фискална сметка. Па тоа е совет од 2004 кога се воведе фискализација. Да, Има се порано, кога беше? Но сепак имаме голем број измамени граѓани. И па затоа ќе кажам, значи еднаш можеш да сгрешиш, човечки еднаш да сгрешиш, меѓутоа повеќе пати да ти се повтори иста грешка, веќе извинема до тебе. Систем на корупција. Па сега, тоа е. Господи Ивановска, благодарам што бевте Молам, дел од денешниот утрински брифинг.